Почитувани добра вечер, ја следите анализата на телевизија 24. Во последната година дена се случи една драстична трансформација на ВМРО ДПМН или на околностите во кои екзистира оваа партија, имено партијата од апсолутен господар на македонската политика. Од власта на централно и локално ниво се сведе да биде опозиција и да ги изгуби сите општини во државата. Не очекува и вториот круг, но после изгледа дека изгледите на партијата не се толку добри колку што таа мислеше пред почетокот на изборите. Како дојде до ова? Зошто се случи овој катастрофален пресврт на позицијата на ВМРО ДПМН? Што шкрипи во партијата? Треба ли нешто да се менува? И на каков начин? Вечерва ќе разговараме со двајца гости кои се прилично гласни токму на ова поле, цело време разговараат на оваа тема, ги изнесуваат своите ставови во јавноста, затоа и вечерва се тука во студиото, тоа се професорот Јове Кекеновски и Илија Илиовски од Движењето за реформи во ВМРО ДПМН. Добро вечер. Господа, добра вечер. Еве да тргнеме од последното, од најновото, од локалните избори, како што кажав, го очекуваме вториот круг, изгледите на партијата не се толку добри. Професоре, што мислите вие, што покажуваат вашите анализи? Што се случи со резултатите на ВМРО ДПМН во првиот круг, резултати кои ниту анкетите не ги предвидува на ваков начин, ниту верувам очекувањата на партијата? Анкетите сигурно дека не ги предвидува, меѓутоа, еве јас ќе посетам јавноста дека на самиот старт на локалните избори во една од дебатните емисии, тоа може да го проверат нели и сите гледачи, јас јавно кажав дека можно е да се случи да доживее дебакал. Тоа го темеле врз основа на фактот што почна многу конфузно. Груевски почна многу конфузно. Мислам дека нема едноставно стратегија што треба да прават, како треба да прават, лутаа од тема до тема, и тоа може би е една од причините. Втора причина сигурно дека се сите оние случувања кои што ги имавме наназад 2,5 години, значи од моментот на објавувањето на прислушуваните разговори, па се до Пржино 1, 2, Пржино 3, ние ги имавме сите тие, на некој начин граѓаните осознаваа како се владеело, и последните парламентарни избори успеа да се спасат токму таа партиска врхушка за која што сега говориме, успеа да се спаси, ништо повеќе туку како резултат на тоа што ги практикувале како на оној начин како што дотогаш ги практикувале изборите со купување, со присилување на администрација, го практикува од позиција на власт. Меѓутоа, кога не се веќе на позиција на власт, кога еве доаѓаат од опозициона партија, сето тоа им паѓа во вода, веќе немате силување на администрација од една страна, од друга страна не можете да ги подкупувате така како што сте ги подкупувале, каде што на изборите ќе оди пратеник со огромна кеса со торба пари, па делеа со своите сопартици по сите мала. Сето тоа беше созбиено, па дури ние бевме можеби малку изненадени дека видовме 7 кривични пријави што за осомничени за подкуп, со тоа што ни укажа за факт дека таа бројка не е голема, можеби изгледа многу големо за прв пат бидејќи се случи, ако ги споредиме со тоа што се случувало претходно. Сите знаевме дека има подкупување, а никој не одговараше до сега. Понатаму, една од главните причини е фактот што најголем број од кандидатите на ВМРО ДПМН, би рекол повеќе од 50%, се старите кадри. И имајќи ја во предвид целокупната кампања која што ја водеше опозицијата мощно и умешно овој пат, чинам дека граѓаните на Република Македонија најголем дел од кандидатите ги поистоветува со Груевски, го поистоветува со неговото авторитарно владење, ги поистоветија, односно претпоставам дека најголем дел доби впечаток дека се работи за членови на едно злосторничко здружение кои што поддржуваат една таква политика, бидејќи сите оние кои што не ја поддржаа политиката се тргнаа на страна или не сакаа да бидат кандидати за градоначалници, почнаа иницијативи за демократизација на партијата и за заменување на Груевски, и на тој начин мислам дека исто така тоа допринесе. И последната причина, мада можеме многу да наведеме, последната е фактот што
видовме една лоша парола, една лоша стратегија во смисла да повторно ќе обид да се манипулираат граѓаните со еден ефтин популизам, влегуваме во нова ера, а влегувате во нова ера со најголем дел искомпромитирани кадри кои што од највисокото раководство речи си да нема член кој што не е обвинет од страна на специјалното јавно обвинителство и кој што во блиска иднина го очекува сериозна санкција за стореното зло. Да, еве, во оваа мини анализа според вас за причините за поразот на ВМРО ДПМН има доста теми кои ќе бидат дел од вечерашната емисија, ги кажавте, ќе зборуваме за нив поединечно. Илиовски, сакам да ве прашам, има неколку тези за тоа зошто ВМРО ДПМН доби волку малку гласови овој пат. Има онаа една теза која вели дека едноставно гласачите на ВМРО ДПМН не излегле на гласање, дека така ја казниле партијата. Ова што го кажува професорот за оние гласачи кои претходно излегувале, кои биле натерани, уценети, притиснати да излезат, овој пат биле оставени слободно да решаваат, не излегле. И на еден аналитичар исто така кажа една интересна теза, ве спомна вас, значи вашето движење, кај што рече дека вие исто така сте имале голема улога во тоа, вашето делување, дека поради тоа членовите на ВМРО ДПМН не излегле на гласање. Видете, ова што се случува неделата, што му се случи на ВМРО ДПМН, според мене и според иницијативата за надпартијска реформа и демократизација на партијата е само зажалена последица, логична последица на сето тоа што во изминат период, особено во овие концентрирани 8 до 9 месеци после парламентарните избори од 2016 година се случуваше во внатре во партијата и во рамки на Република Македонија, па и на делувањето каде што делува партијата со своите политики. Ние уште кога се појавме пред околу 4 месеци укажавме дека нужност на партијата да се реформира и да се демократизира системски, не персонално. Значи треба да се почне системот да се менува во самата партија. Начинот на одлучување, начинот на искажување ставови, начинот на функционирање. Ние воопшто не бевме послушани за тоа. И најверојатно и доста логично е дека голема последица или голема причина, една од причините за ваквиот исход на изборите за ВМРО ДПМН е и тој, така да кажем, тврдоглав однос на највисокото раководство на партијата спрема нашите предлози, кои што не беа ништо друго, беа во интерес на партијата. Доколку ние се свртевме, односно актуелното раководство се свртеше барем кон еден од предлозите кои што ги дадовме и започнавме еден чекор, колку да се каже да се направи пример, да видиме дали тоа ќе функционира во праксата, можеби ќе беше поинаку. Спомна и професорот, повеќе од 50% од кандидатите биле кандидати кои што до сега веќе биле градоначалници, или се кандидати кои што строго били избрани по клуч од страна на претседателот Груевски. Добро, тоа веројатно дека актуелното раководство вашите предлози не ги гледало како напор за демократизација на партијата, туку како персонален напад кон нив и обид вие да ги смените лидерите во ВМРО ДПМН. Видете, ние уште од старт и понатаму кажавме дека се залагаме за системски реформи во партијата. Не е битно значи кој ќе ги спроведе тие реформи и кој ќе ги почне. Можем и јас да не бидам тој утре. Можем и сега да не бидам на ова место, ниту пак некој од моите сопартици кои што ја поддржуваме ова иницијатива. Но битно е системски да се почне да се реформира партијата однатре. Знаете, во еден момент е доцна. И беше доцна за овие локални избори. И се испостави со докази, со факти дека беше доцна да се мисли на реформи, затоа што воопшто некој не сакаше тој што беше најповикан да мисли на тие работи. Ние како членови искрено го кажавме својот став. Секој имаше слободно право да се одлучи дали ќе гласа или не, и тоа е негово право и никој не може да му се меша и да го инструира или да го известува како да гласи, кој кандидат да го поддржи. И најверојатно една од причините зошто има ваков исход ВМРО ДПМН е тоа. Но мораме да разбереме дека главната вина за овој исход на ВМРО ДПМН на изборите мора да ја бараме во актуелното раководство на партијата. И они треба да понесат одговорност. Не најголемата одговорност, најголемиот дел од одговорноста, него целата одговорност за тоа што се случи на партијата. Малку повеќе да имаше сенс, малку повеќе да се расправаше за тоа прашање. Или моделот на избор на кандидати да беше променет. Односно базата, тоа што ние цело време го бараме од 9 јуни навака кога прв пат јавно настапивме. Базата да ги избере своите кандидати за градоначалници. Немаше можеби ваков да биде ефектот. Да имаме само 3 општини сега.
Верувајте, и сите останати 7 или 8 во кои што има вторку, каде што се надпреваруваат нашите кандидати, зборам на ВМРО ДПМН и на коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, висат на конец. Да. Ние во моментов може да сметаме само на 3 општини, за жал. Професоре, лидерот на ВМРО ДПМН господинот Груевски неколку пати спомна кога беше прашан пред изборите за тоа доколку изгубат што ќе се случи, тој не кажа конкретно, но рече се знае одговорноста е кај лидерот. Па и во она пресконференција после изборите повторно кажа дека одговорноста е кај лидерот, но исто така рече дека нема да поднесе оставка. Имаше некои тези дека можеби после изборите, доколку ВМРО ДПМН ги изгуби, ќе поднесе оставка Груевски, тоа не се случи, гледаме, не се ни случува. Мислите ли вие дека господинот Груевски ќе опстане на оваа позиција, дека и покрај се што се случува, тој нема да се откаже од лидерската функција? Ова ми изгледа како на народната. Волкот го менува влакното, меѓутоа не го менува крзното, како беше во таа смисла. Значи, јас сум повеќе од убеден дека тој да им мислеше добро на државата и на партијата, да им мислеше добро на своите сопартици, сигурно уште многу одамна ќе поднесеше оставка, односно во една демократска партија каде што лидерот чувствува одговорност, ќе поднесеше уште во оној момент кога испадна првите прислушувани разговори, каде што ќе речеше, еве јас поднесувам оставка, јас сум невин, јас немам ништо правено тоа, ги оставам институциите да си го решат прашањето. Тој значи не го направи тоа, туку напротив се повеќе се обидуваше партијата да користи како параван за сето она што тој и неговата партиска камарила го правеле за сиве овие години, обидувај се да најде едно прибежиште, односно обидувај се да стави партијата и членството пред него и сетете се само на оние изнасилени митинзи кои што тој ги носеше за по еден сендвич и им наредуваше на администрацијата и на членството да доаѓаат во градовите. Значи, штом тогаш не ја поднесе оставката, а впрочем, ако внимателно го следевте неговиот говор, тоа беше еден говор на губитник, меѓутоа тој никаде не спомна дека ќе си замине од политичката партија, односно дека ќе си замине одамна требаше да замине и од политичката сцена во Република Македонија и бидејќи местото негово е очигледно на друго место. Тоа ќе покаже понатамошната истрага и судски процеси. Значи јас мислам дека тој ќе продолжи и понатаму со онаа негова тврдоглавост да бара вина во сите, само тој да не биде виновен, бидејќи и на неколку дена пред изборите, меѓутоа и вечерта уште 19:30 или 20 часот излезе едно младо момче таму од член на извршен комитет, кој што јасно, оние кои што добро ги познаваме како функционираат, како работат, ни беше јасно што ќе се случува. Тој побара 2 недели рок за да ги сумираат резултатите, односно да видат што и како се случувало и бидете сигурни дека не само со поднесувањето на приговорите, туку во иднина се повеќе и повеќе ќе говорат дека се украдени изборите, дека се направени манипулации. Впрочем, тие го кажуваат она што тие го работеле досега, начинот на кој што ги добивале изборите. И нека не ве чуди, јас еве вечерва пред да дојдам овде на емисијата, ми се јавија токму од нашите сопартици, од општинските комитети, каде што последната информација од вечерва од состаноците, каде што нели ги собираат да ги анимираат малку да излезат на избори, каде што тој упорно им вели, односно манипулира повторно со членството, не се секирете, Заев е на многу голема мака, до нова година ќе мора да го смени името, до нова година ќе мора да го донесе законот за јазиците. Јас сум тој кој што ќе се вратам повторно премиер после нова година и ќе бидам премиер во наредните 4 години. Еве со такви лаги, со такви манипулации повторно се служи. Значи тој очигледно не намерава да напушти партијата, ако евентуално се обиде ќе се обиде да излавира малку во смисла да постави некој лојален негов човек од актуелнива, такви има колку сакате, такви послушници, такви сервилни личности во раководството и потесно и пошироко, за жал во нашата партија која што ја правевме да биде демохристијанска партија која што слепата починетост и покорност како идеологија не ги почитува, не ги почитува авторитарноста, тоталитарноста, меѓутоа очигледно има такви луѓе на кои што им одговара да бидат во партијата и да му служат на ваков човек. Значи, ако не поднесе оставка, сигурно дека ќе се обиде да постави една кукла, една марионета, каде што тој ќе може од позадина да ја управува. Меѓутоа,
Онака како што стојат работите, бидејќи ние постојано комуницираме на терен, не само реформаторите, и Фродем, и Форумот на Слободон, и сите оние, унијата на ветераните со кои што имавме разговори деновиве, сите сме на ист став дека овој пат мора да се замине. Иако е за доцнето, меѓутоа мора да се замине и не само да замине, туку и да понесе одговорност, не само политичка, туку и правна, односно кривична одговорност. Да. Илиевски, зашто е толку силно грчевито се држи господинот Груевски и целото тоа потесно раководство на ВМРО ДПМН сега за функциите, особено ако се види дека после парламентарните избори, кои партијата ги доби, значи ги доби повеќе гласови. Како ги добила, веројатно ќе се можеби ќе има некои анализи, дали навистина ги добила, исто прашање со резултатов на локалните, но ете, не се, тие се прифатили, но не успеа да состави влада поради неможноста да коалицира веќе со никого од државата, бидејќи сите одбија коалиција со ВМРО ДПМН, да не се навраќаме зошто? Претежно албанските партии. Дојдоа локалните каде што веќе имаме нова ситуација каде што катастрофално се изгубени на локалните избори. И повторно раководството на ВМРО ДПМН се држи до мантрата дека не ја напушта партијата. Дали се работи за упорност, можеби, за тврдоглавост, или за она што некои аналитичари го кажуваат дека тоа е последно прибежиште на тоа раководство од кривичниот прогон кој им се заканува. Видете, во едно општество каде што имаме развиена правна држава и имаме владење на правото, односно имаме правен суден систем кој што треба да биде отворен, кој што полека сигурно се отвара, ако досега, нели, согласно некои анализи не беше отворен и согласно последниот извештај на ПРИБ има големи забелешки во делот на правосудството. Не можете да го земете во предвид фактот дека некој може да се крие колку и да тоа него му иде во прилог за определена колективна одговорност или за определено правно лице. Тоа е само еден привид кој што најверојатно доколку што повеќе се одложува со времето, некому ќе му иде во прилог, односно на актуелното раководство на нашата партија. Не. Во еден правен систем имаме индивидуална одговорност. Кога некои лица индивидуално ќе одговараат, било политички, било правно, тогаш ќе имаме на прав пат изведени работи како што и резултат како што сите очекуваат. Колективна одговорност не можеме да бараме. Колку и да бара некој да се, значи, или мисли дека се крие зад плаштот на ВМРО ДПМН во оваа ситуација заради X причини и сомненија дека се сторени определени кривични дела, зашто во соодветна постапка ќе се докаже, грубо се лаже. Значи, ВМРО ДПМН не е предмет, иако во еден предмет имаме отворена, или за самата партија предмет, но ќе видите на крајот на нештото дека ВМРО ДПМН не е објектот на ова, не е, субјектот на потенцијалните извршени кривични дела. Туку сосем определени точно лица кои што се повикани на одговорност и кои што во соодветна постапка треба да се утврди дали навистина ги сториле тие дела за кои што се товарат од така наречено специјално јавно обвинителство. Сега, зошто се борат? Како да ви кажам, едноставно ги одлагаат работите. Го одлагаат неминовното. Првиот пат кога требаше објективно ова раководство си поднесе одговорност за тоа зошто победата која што имавме на предвремените парламентарни избори минатата година како партија ја претворија во пораз на зелена маса, требаше да биде на 29 јануари. Ако не на 12 декември. Така. Ниеден од нив немаше доблест тоа да го направи, почувајќи од претседателот Груевски, кој што реално ниту еден од органите во партијата не беше консултиран дали треба да биде прво мандатар за состав на владата на Република Македонија, предложен од во тој момент партијата што има најголем број мандати. Ниеден орган на партијата не беше консултиран за тоа. Не правиме ове, значи, за извршен, правиме ове за централен комитет, правиме ове за конгрес, евентуално. Никој не беше консултиран дали тој треба да биде мандатар за состав на новата влада. Понатаму, а претходно да не зборуваме за, како што споменавме, Пржино 1, Пржино 2, Пржино 3. Никаква консултација со надпартиските органи. Тука не го гледам извршниот комитет, ја го гледам тука централниот комитет, пошто тоа е малку поширок форум. Тука се представниците на општински комитети, значи на базата. Така е поставен со овој сегашниот статут, иако, ако добро се види сегашниот статут на партијата, ќе видите дека тоа е затворен круг.
Нема никаква демократија во партијата. Сите тие председатели на општински комитети, сите членови на централниот сушто се избират од едно лице, председателот. Ставен зад плаштот на извршниот комитет на партијата. Трагедијата да биде поголема, знаете што овде вие членовите на Централен комитет ги избираат фактички членовите на извршен комитет. Сега, од друга страна, членовите на извршен комитет гласаат за членовите на извршен комитет, а тие после треба да одлучуваат за нивно разрешување. До тој степен е направен статутот и тоа страшна работа. Измените и дополните, наместо да бидат направени на Конгрес, како што, бидејќи Конгресот е највисок орган на партијата и сите статутарни измени се вршат на Конгрес. Тие се прават на седница на Централен комитет, каде што ги имате поставено луѓето и кои што луѓето треба да ги избираат оние кои што вие ги избирате, да ги разрешат оние кои што ги избираат. Значи Страшен круг. Еден маѓевсан круг каде што се е ставено во функција на првиот човек и на извршниот комитет. Меѓутоа и на тоа ќе му дојде крај, бидете сигурни. Јас да се навратам само малку, значи зошто не поднесува оставка? Прво, тие луѓе биле никој ништо пред да дојдат во политиката и знаат дека со заменување од политиката повторно ќе бидат никој ништо или дамбетер од сето тоа. Значи, еве, кој да земете од нив, јас не паметам ниту еден претходно да бил на некоја висока позиција, без разлика дали е во делот на образование, во делот на бизнисот, било каде, јас не памтам дека некој одбил, и сега одеднаш добиваат статус, добиваат привилегии. И сега тие луѓе не можат да помислат после 8-10 години поминато на власт, што би работеле тие. Значи, јас имам еден пример од еден екс-министер кој што седел во кафана и плачел што ќе правам јас сега понатаму. И како што ќе правиш на 28 или 29 години, кога си дошол да бидеш министер, да те постави, да бидеш слуга на некој лидер твој во партијата, ти нормално дека не можеш ништо да бидеш во животот. Ниту си научил, ниту ќе научиш нешто во животот. Името не сакам да му го споменувам, многу е маргиналец, меѓутоа мораме да кажеме случката. Од друга страна, што е најбитно? Значи, нема елементарна морална одговорност. Јас не видов ниту еден од толку луѓе, членови на Централен комитет, членови на извршен комитет, да рече, чекајте ви луѓе, ова не ја бива работата, мораме, дайте јас ќе си заменам. Нема таков човек. Очигледно, секој си ги нашол своите привилегии во тоа што велат нели обвинителите злосторничко здружување. Тоа ќе покаже времето и колкав број, како ќе се шират истрагите, се поголем број на членови се здружувале во такво злосторничко здружение за да имаат одредени бенефити. И тие луѓе кои нема да бидат на одредена функција, што ќе бидат тие? Никој и ништа. Да. И оттаму тоа е најголемата. Да биде допомнал. Во моментот кога некој ќе каже различно мислење, веднаш неговата политичка кариера во ВМРО-ДПМНЕ завршува за актуелното раководство. Имаме многу примери. Еден од последните можеби сум јас. Бидејќи бев член на Централниот комитет до 9 јуни и председател на општинскиот комитет Центар. Во моментот кога се приклучи во иницијативата, бев разрешен од функцијата председател на општинскиот без никакво образложение. Тоа е методот на кој што ова раководство. Да, Илија, види се, значи за тој метод јас укажувам многу години наназад. И ние во Фродем се охрабривме многу, значи голем број на сопартици, луѓе кои што ја создавале партијата, кои што сакале навистина да биде една демократска партија и кога го видовме што се случува, начинот на кој што функционира, се чудевме, чекајте бе луѓе, зар нема малку храбри луѓе, нели се патриоти, нели се војводи, како дозволуваат една личност да се игра со сите нив. И оттаму добро е што се како мине времето се повеќе се охрабруваат, се осмелуваат, инаку на сето ова ние укажувавме многу одамна. Меѓутоа, добро е да конечно сите ние заедно укажеме што е можно повеќе да се организираме од тој аспект и се со една цел, да се замени и да одговара повторно ова актуелно раководство. Професоре, ако ја гледаме пошироката слика на сето она што се случуваше во изминатите 3-4 години, сакам да ве прашам како се случи раководството на партијата и сите оние кои одлучуваат внатре, кои имаа моќ да решат, да направат една таква катастрофална серија на погрешни проценки во клучни моменти, за да се случи ова што се случи. Еве да се навратам. Еве да не одиме толку далеко, да речеме до Букурешт 2008, да одиме од почетокот кога господин Назаев реше да ги објави бомбите, кога излезе
на телевизија 24, баш тогаш тоа се случи, кога рече, јас имам нешто, кога ќе го објавам тоа за 3 дена, Груевски ќе сиде со погната глава. Не се случи тоа за 3 дена, се случи можеби за 2 години, но еве се случи. Како се случи од тој момент? Па понатаму. Сите оние клучни моменти да не ги навраќаме кога се случува објавите, па кога почнаа да се објавуваат разговорите, па сите оние укажувања од меѓународната заедница од прилично релевантни центри на моќ, па на крај со она најкатастрофална проценка со настаните во собранието, да се случи она што се случи партијата од најмоќен политички субјект, од господар на случувањата во Македонија, да се сведе на тоа да се ја спасуваат кожата. Па видете се, ако малку наназад ги вратиме работите, прво јас ќе ве потсетам на кој начин се избираа, да речам, председатели на местни, председатели на општински комитети, председатели на, односно членови на централни комитети. Сето тоа беше организирано во функција да се набие страв, комплекс да се набие кај луѓето кои што доаѓаат, а од друга страна да се покаже доминација. И тие што прават, наводно глумат демократија, објавуваат еден оглас, ќе дојдат, ќе се пријават луѓе и кои што треба и кои што не треба, тие луѓе ќе дојдат еден филтер, ќе пуштат еден филтер, па понатаму ќе ги видат кои се најлојални, кои што можат лесно да ги скршат, на кои што можат да му кажат да ние ќе ти помогнеме, ќе те ставиме таму, меѓутоа води сметка од утре натаму мораш да бидеш послушник наш. И тоа е очигледно еден од начините на кои што тие ги регрутирале кадрите во ниските нивоа, во подолните нивоа на партијата. Од друга страна, не случајно се одбрани луѓе кои што најблиски соработници на Груевски, луѓе кои што биле членови на неговиот кабинет додека бил министер за надворешна трговија или не знам како беше, или министер за финансии во тој период. Значи луѓе кои што му биле негови послушници, сега ги дигнал до позиција да бидат министри, никои ништо во животот, најобични потрчковци, кои што работеле во аналитико, кои што влегле во некој криминал уште пред изборите. И сега тие луѓе благодарни нему што ги донел до таа позиција, благодарни си го наполниле својот джеп и тие се спремни до крај да гинат со него. Впрочем, тоа е и со најголемиот дел од членовите на највисокото раководство, чинам дека од имаше една бројка сега од 30 на луѓе најблиски соработници, 24 или 5 за против нив има поднесено кривични пријави. Што значи дека сите тие на свој начин убаво живееле поред Груевски, да го имаме во предвид и прислушувањето. Значи, ако тие меѓусебно се прислушували, сигурно дека ги прислушували најблиските соработници, за да утре да може да му каже и на некој начин да го држи во шака, да го држи. И на тој начин мислам дека најмногу се одржувала таа под наводници лојалност, која пукна како еден балон, а од друга страна, нели, се направи еден култ од неговиот братучет која држи полицијата, кој е семоќен, кој што може со сила, со неговите банди, со неговите нели гавази да може на секој да му дојде и да му нареди и да го заплаши. Очигледно јас не гледам друго објаснување сем овој начин на кој што функционирало ова би рекло злосторничко здружение, иако јас не сум сигурен што е денеска ВМРО ДПМН. Жал ми е што од партија која што правевме да биде демократска партија. Ако сакате можеме тука да погледнеме едни слайдови, јас се обидов денеска да ви ги пратам. Ако значи еве јас во моите анализи подолго време и пишувам на оваа тема, пишував и ВМРО ДПМН кога се прогласи за движење. Значи ако погледнете ќе видите дали е политичка партија, дали е движење или акционерско друштво. Значи од сите три имаме одредени елементи. Значи факт е дека е политичка партија. Може ли вториот слајд да отиде? Да, ќе може. Значи вториот слајд. Зошто е политичка партија? Бидејќи ги има сите елементи, нели, добро, цврсто, структурирана политичка партија, има општински, има местни комитети на секое ниво, второ има хиерархија, се знае хиерархијата и нема тука мрдање, и војничка дисциплина, она што ќе дојде од озгора, сигурно дека мора да се спроведе до последно ниво и тука таа покажа навистина врвна дисциплина. Мораме да признаеме партиска дисциплина, иако не е својствена на демохристијанските партии таква. Понатаму ако гледате третиот слајд да го сакате, зошто е политичко движење, нели? Груевски неколку пати се фалеше
се фалеше дека еве ВМРО ДПМН прераснува во движење. Значи јас од она што и го предавам и од она што сум го читал, не видов дека политичка партија прераснува во движење, туку обратно. Од движење се создале политички партии. Зошто е тоа така? Ако видите, прво кај движењето немаме членство, туку имаме следбеници кои што се индивидуи лојални и подредени на авторитетот на лидерот. Тој успеа да наметне одреден авторитет и сега сите во него гледаат како господ во тој период или пак во целокупното негово раководство. Понатаму нема идеологија. ВМРО ДПМН ги изгуби принципите, вредностите. Вие не можете да прецизирате демохристијанската или конзервативизмот, не можете да го прецизирате во овој дел. Значи, движењата наликува на движење, бидејќи нема идеологија. Понатаму, кога говораме за движење, сепак таа функционира како една широка и лабава коалиција. 30 партии, од крајно леви до крајно десни. Од етнички политички партии до партии на Југословенија. Све е собрано во една како турлитава еден бучкуруш и тоа е тоа движење. И трето, што карактеристично за движењата е фактот дека се обидува да неутрализираат јавност, односно се обидуваат да ги контролираат медиумите и имаме типичен случај во Република Македонија, не само партизираното судство, туку и контролираните медиуми и корумпирани, за жал, медиуми. И на крај, зошто е акционерско друштво? Повеќе од јасно, значи, ниту една политичка партија во Република Македонија, не во Македонија, туку во Европа, нема толкав имот како што има, како што пријавила 60 милиони, не знам колку беше. Значи огромен имот. И сега вие имате институција која што треба да се занимава со да испита како се стекнал тој имот. Како може за 4 или 5 години да стекнете толкав имот? Мислам дека и на малите деца им е јасно на кој начин се стекнал тој имот. Тоа е едното оправдување зошто функционира како акционерско друштво. Второ, кога велам акционерско друштво, тука имате пакет, малцински пакет, кој што членовите или минорен пакет, целото членство на ВМРО ДПМН, и имате управувачки пакет на чело со менаџер, нели лидерот, и неговиот извршен комитет, односно управниот одбор. И на крај дивидендата, ја не знам како ја делат дивидендата, меѓутоа ќе дојде време кога ќе очигледно истражните органи ќе го откријат и тоа. Што се работело со тој имот? Како се стекнувал, се купувал, се продавал, се препродавал, така да имало одредени, предпоставувам, вишоци кои што требало да ги поделат со членството. Меѓутоа очигледно членството го нема никаде во тој дел како акционерско друштво и што е најтрагично, партискиот имот при полна каса се става под хипотека и очигледно дека таму намерите се некои други. Еве на кратко јас се обидов. Ова прилично свежа анализа, значи нова анализа. Да не заборавам дека во еден дел имаме голем дел од членовите оквалификувани како злосторничко здружение. Така да не би ме чудело во иднина кога ќе се прават анализи да говориме и за четвртата карактеристика на токму на ова раководство која што е изгласи нашата партија. Добро, ова со акционерското друштво, интересно тоа можеби е карактеристика на многу македонски акционерски друштва, има добивка, ама дивиденда нема. Нема дивиденда, да, каде? Ќе откриеме. Се реинвестира, да. Можеби, ќе покаже времето, да. Илиевски, ова што го кажа професорот во однос што го повторува цело време со злосторничко здружение, значи ВМРО ДПМН сепак факт е дека има целото раководство е инкриминирано. Има постапка против самата партија, специјалното јавно обвинителство води. Имотот на партијата е ставен под знак прашање, како е стекнат. Па дури и седиштото на партијата е ставено под прашање, како е направено. Значи, инкриминирано е целото делување на ВМРО ДПМН во последните 10 години. Имаше една теза, уште господинот Љубе Бошковски, уште пред да го затворат на изборите во 2011, кога повикуваше од митинзи дека треба после изборите веќе тоа ВМРО да се тргне од партијата, да се заштити како историски символ на македонскиот народ и да не се злоупотребува политички, да не се игра со чувствата на македонците под превес на патриотизам, додека од друга страна се прави нешто друго. Што мислите вие за овие идеи или мислите дека ВМРО ДПМН треба да си остане ВМРО ДПМН, а да се направат внатрешни реформи? Видете, ВМРО ДПМН кога се формираше, нормално јас сум бил доста млад во тоа време, професорот повеќе памети,
Првично се формирала како партија која што е Демократска партија за македонско национално единство. И потоа, бидејќи истите принципи кои што ги имало ДПМН во голема мера во тоа време кореспондирали со принципите на историското ВМРО, почнувајќи од независност, сувереност и самостојност на Република Македонија, збориме нели за 89-90, за тој период, некако логично било да партијата го добие коначното име ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство. Знаете, ВМРО, тоа е факт. Не е термин само на определена група на луѓе, термин на целиот македонски народ. На цела Македонија е термин. Историски термин со кој што сите ние македонци се гордееме. Какви да се историските извори за тоа, какви периоди доживувало историски ВМРО, ние се гордееме, бидејќи означува еден вид на борба, еден вид на крик за слобода и независност на овој народ. Сега, ако во 90-та година сме се залагале за тоа и нашата партија основните принципи биле тоа, може би требало тогаш сите партии да го земат како презнак ВМРО. Па дори и Социјалдемократскиот сојуз. Па нека биде ВМРО Социјалдемократски сојуз на Македонија. Знаете, после 27 години независност државата многу е дегутантно да разговараме за имињата на партиите. Тоа во што партиите понатака се претвориле, зборам следствено од 90 до 2017 е еден муабет и една тема за разговор. И тука можеме многу да разговараме. Дури и за аспектите кои што ги начна во својата анализа професорот. Но да зборуваме за имињата на партиите, како тоа треба да се забранат затоа што тие единствено мора да се заштитат за историски цели, тоа е дегутантно. Зошто ја немаа сите тие партии кои што се повикуваат сега и субјекти во 90-та година таа храброст да го преземат тој презнак ВМРО во дел како дел од нивните имиња? Ја немаа таа храброст. Едноставно некаде до 2000-2001 буквално негираа се што е ВМРО ДПМН или што има презнак ВМРО. Иако знаеме дека од 97-8 година, мора и порано, имаше повеќе партии од ВМРО ДПМН кои што ги имаа презнак од ВМРО. Да, па се уште постои. И се уште постои. Се уште постои. И сега ние разговараме за една тема која што е депласирана, која што пробуваат се уште упорно да ја наметнат луѓе кои што всушност не се сега во моментот ВМРО ДПМН и дискутабилно е колку биле ВМРО ДПМН во минатото, а особено ја наметнуваат лица кои што се од спротивниот политички табор, така да се изразам. ВМРО ДПМН во оваа ситуација е факт. Не личи на тоа за кое што сме се борали, сме ја формирале оваа партија, односно моите претходници, дали основачите, се бореле да постои оваа партија. И како да се основа. Не е тоа, далеко од принципите. Затоа и ние кога излеговме како иницијатива, побаравме прво принципите на работа и на постулатите на работа на партијата да се вратат. Како таа функционира внатре-партијски, како таа функционира во рамки на Република Македонија. Сето тоа е, за жал, тотално изгубено особено во последниве 7 до 8 години. Ако нешто, се извинувам професор, ако нешто до кое што можеби ВМРО ДПМН е се држало во принципите периодично гледано, било од тоа, од основањето, некаде до 2010. Ние во последните 6 до 7 години имаме еклатантни примери на кршење на тие принципи во внатрепартијските односи. Не правиме за надвор и за рефлектирањето на тие односи во управувањето со државата, нели, бидејќи до минатата година, односно до 31 мај, владата беше мнозински составена од ВМРО ДПМН. Да. Само јас би се надоврзал ова, значи потполно ја поддржувам дискусијата на соговорникот, вечерашниот соговорник, од причина што факт е дека ВМРО е свето име и тоа е свето име на секој македонец. Би требало на секој граѓанин, без разлика на етничката, верска, раста, припадност во Република Македонија, бидејќи ВМРО во историјата ги обединувало сите, не ги разединувало. Друго е прашањето што ова актуелно раководство не доведе во ситуација не подели по сите основи. Наместо да не обвинува, да не обединува, тоа не разедини. Не разедини на професори, на контрапрофесори, на таксисти контра таксисти, на студенти контра пленуми и така натаму и така натаму. По сите основи, очигледно ради филозофијата раздели па владе, што повеќе од јасно дека тоа било наменски, сето тоа делува. Второ, никој не им брани на политичките партии во Република Македонија
ние имавме и досега некаде, ако не повеќе, барем повеќе 30 ВМРО кои што произлегува од ВМРО ДПМН, па и некои нови кои што се формира, и никој не им брани ниту на Социјалдемократскиот сојуз, ниту на Либералната партија, ниту на Ромската партија, нека го стави префиксот ВМРО. Дори Никој не на му брани. албанските, така да кажам, И на партии. албанските партии, апсолутно ВМРО е не на му сите. смета. Јас ќе ве подсетам, бидејќи ние, јас не само што паметам, туку јас сум активен учесник од првите денови на создавањето на партијата и на самостојноста на нашата држава. Јас ќе ги подсетам гледачите без разлика што јас напаѓам ВМРО ДПМН, односно ДПМН го напаѓам раководството, не партијата, да се разбереме уште еднаш. Постојано го кажувам, мене не ми е партијата проблем, мене ми е проблем луѓето кои што го изнасија името и кои што ја разнебитија партијата. И сега, во тој период, само единствено ВМРО ДПМН се залагаше за независност. Другите политички партии, 5 или 6 опции има за да дојдат до независна Македонија. Па се залагаа на која пола федерација, па конфедеративна држава, за на крај шестата опција, токму Социјалдемократскиот сојуз, или тогашното СКМ-ПДП, поточно, СКМ-ПДП, Македонија беше дури шеста опција наред. Ја и ден денеска ги чувам тие програми од 90-та година и можеме некој ден ќе биде убаво вака да ги изнесеме и пред јавноста. Да, добро, мораме да направиме една кратка Добро. пауза за реклами и се враќаме брзо во студиото. Останете со нашата програма.